Во најновото издание на регионалните вести ќе гледате: пуштен во употреба продолжениот булевар Благоја Тоска во Тетово, односно делот од пред мостот кај болницата до текстилното училиште. Пендаровски му врачи признание на центарот Лоја од Тетово. Ограбена црквата Свети Архангел Михаил во Тетовско Јагуновце. Денес беше пуштен во употреба продолжениот булевар Благоја Тоска во Тетово, односно делот од пред мостот кај болницата до текстилното училиште. Реализацијата на овој проект граѓаните ја чекаа со децении. Со пресекување црвена лента, градоначалникот на Тетово го пушти во употреба делот од булеварот Благоја Тоска кој со децении чекаше пробивање, а при тоа се заблагодари на општинската администрација за вложениот труд. Денеска имаме чест да го промовираме ова главна и многу важна артерија на патната инфраструктура на Тетово, со што ние ќе олесниме комуникацијата, движењето на нашите граѓани. Ова е само дел од проектите кои и во следните денови ќе бидат промовирани, кои се во тек, со кои се надеваме дека Тетово ќе биде подобар град за живење за сите нас. Се надеваме дека со инвестициите во патната инфраструктура, во подземната инфраструктура, во почист град, во подобар град за живење за сите нас, дека ќе придонесеме Тетово да биде градот во кој ќе сакаме да живееме. Во овој дел, значи со целосниот ангажман на општинската администрација, ние конечно успеавме да го реализираме овој пат, затоа им благодарам на сите кои беа вклучени во делот на реализацијата на овој пат и се надеваме дека и понатаму ќе успееме да реализираме вакви проекти во интерес на сите граѓани на Тетово и сигурно и на тие што ќе доаѓат во Тетово. Пред 20 на дена на социјалните мрежи првиот вице-премиер објави дека го посетил овој булевар за кој напиша дека е проект на владата. Според Касами, тие се обидуваат да ја преземат нивната заслуга. За жал, тие се така научени, само се обидуваат да ги превземат туѓите работи, туѓите резултати. Тој е добредојден како и сите други да доаѓа да ги користи овие патишта кои ние и овој булевард и другите кои ние ќе ги градиме за нашите граѓани, но и за сите тие кои сакаат да доаѓат во Тетово и да не посетат и да уживат во тоа што ние го создаваме како нова инвестиција. Првиот чекор за продолжување на булеварот започна пред 5 години, кога претходната локална власт ги урна првите бараки кои се наоѓаа на овој потек, а во 2021 година асфалтираше мал дел од патот, додека сегашната власт ја заврши првата од вкупно 3 предвидени фази на проектот, за која се добиени средства од ТАФ програмата. Допрва треба да се реализираат уште 2: продолжување до крстосницата со улицата Киро Ристоски Дрнц и до булеварот Илинденска. Со пробивањето на булеварот Благоја Тоска треба да се растовари сообраќајот во градот кој во последниве години е се погуст. Председателот на државата Стево Пендаровски го врачи признанието повелба на Република Северна Македонија на 3 невладини организации и 4 личности. Меѓу нив е и Центарот за балканска соработка Лоја од Тетово. Невладините организации се своевиден индикатор за благосостојбата на заедницата, катализатор на социјалните процеси, заштитник на правата и слободите на човекот и на различните заедници и групи во општеството. Преку нивната волонтерска работа, меѓу другото, до израз доаѓаат солидарноста, хуманоста, грижата за здравјето на луѓето, поддршката за развојот на културата и уметноста, за напредокот на заедницата на локално, регионално и државно ниво и создавањето можности и механизми за напредок на граѓаните, но и на целата држава. Препознавајќи ја улогата и значењето на граѓанските организации, како и на поединци кои преку работата во нив, но и самостојно, придонесоа за македонската демократија и македонското општество,
Денес имаме можност на мал дел од нив да им се заблагодариме, доделувајќи им повелба на Република Северна Македонија. Центарот за балканска соработка Лоја интензивно го промовира мултикултурализмот и меѓународната соработка, етаблирајќи се во една од најактивните македонски невладини организации. Благодарение на незините програмски содржини, голем број на млади луѓе се стекнаа со специфични вештини и знаења и учествуваа во меѓународни проекти и размена на искуства. Мене ми почина таткото у јануари и 24 години имав мака да му објаснам што работам. Изгледа целата мака имаше нашето македонско општество да не разбере што суштина работаме ние. И се радувам многу што после 24 години такво признание ни иде од институцијата председател и многу ни значи. Ви благодарам многу, председателе. Откако пациенти со диабетес се пожалиле дека нема инсулински ленти, министерот Фатмир Меджити во одговор на новинарско прашање рече дека во министерството нема таква пријава. Нема пријавено во министерство до сега дека има таков проблем, значи сите пациенти се обскрбени со се. Точно не само тоа, сега ќе има и сензори, знаете, за прв пат, значи во Македонија во здравството за тие пациенти од тој вид болест, што никогаш немало досега и со тоа нормално ќе се подмират сите работи. Сдруженијето на диабетичи се прашува дали надлежните ќе излезат во пресвета им ги рефундираат парите, бидејќи тие досега сами се купувале ленти или што им требале. Ако има такви барања во министерството, нормално во склоп на законот ќе ги разгледаме и го одлучиме за тоа. Со колективниот договор претходните 2 години имаше зголемување на платите за 10% во високото образование, а оваа година, односно мајската плата, беше зголемена за приближно 18%, изјави председателот на СОНК Јаким Неделков. Колективниот договор за високо образование и наука беше потпишан пред околу 3 години и се реализира буквално во сите одредби во изминатиот период и особено за јавноста интересно имплементирање на делот на зголемување на платите во високото образование и наука. Имено со овој договор претходните 2 години имаше зголемување на платите за 10% во високото образование и науката и последнава година, односно ова мајска плата, вработените во високото образование ја земаа платата зголемена за приближно 18%. За жал имаме работни места кои што не се вклопија во ова зголемување, а тоа е едноставна причина што спаѓаат во групата на зголемување на плати врз основа на порастот на минимална плата и кај нив имаше зголемување во март месец, односно април со мартовска плата, каде што имаше зголемување за 12,55%. Сена се колективен договор кој што го работевме макотрпно, направивме одличен текст, се имплементираше во целост и ова што го зборуваме може да го препишеме како успех на единствено само на овие 2 синдикати кои што го работеа колективниот договор на ниво на гранка и, што е многу важно, важи за сите високообразовни и научни установи во државата. Ограбена црквата Свети Архангел Михаил во Тетовско Јагуновце. Во полицискиот билтен и случај на пронајдена дрога. Во продолжение следуваат деталите. Вчера во 18 часот и 50 минути во СВР Тетово било пријавено дека со употреба на сила било влезено во црквата Свети Архангел Михаил во Тетовско Јагуновце и сторителите одзеле пари. Извршен бил увид и се работи на расчистување на случајот. Вчера вечер околу 19 часот и 35 минути на улица 107 во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово го лишиле од слобода 18 годишниот тетовец ВЛ затоа што кај него биле пронајдени и одземени марихуана и нож. По документирање на случајот на ВЛ ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Ноќеска 40 на минути по полноќ на улица Илинденска во Тетово, полициски службеници
службеници на СВР Тетово. Лишиле од слобода 29-годишникот Тетовско Шемшово. При негов и преглед на патничкото моторно возило Volkswagen Golf со тетовски регистарски ознаки, во кое се превезувал, била пронајдена и одземена марихуана. Тој е задржан во полициската станица Тетово и по целосно документирање на случајот против него ќе следува поднесок. Вчера на подрачјето на СВР Тетово била реализирана акција за првенство на минување. При контролата биле откриени и санкционирани вкупно 11 прекршоци. Во рамките на засилените сообраќајно-контролни активности што во континуитет ги презема секторот за внатрешни работи Тетово, вчера од 9 до 14 часот беше реализирана акција за првенство на минување. При контролата биле откриени и санкционирани вкупно 11 прекршоци, 7 во Тетовско и 4 во Гостиварско. Најголемиот број од нив се однесувале на непропуштање на возило кое се движи по пат што е означен со сообраќаен знак, како пат со првенство на минување. На прекршителите им биле изготвени поднесоци и во зависност од видот на прекршокот, тие ќе се соочат со парични глоби од 45 до 300 евра во денарска противредност. При контролата исто така биле санкционирани и 19 други видови сообраќајни прекршоци. Со оглед на тоа дека предстои зголемена сообраќајна фреквенција во поширокиот полошки регион, пред се како резултат на новата туристичка сезона и скорешното доаѓање на поголем број времено вработени од странство. Секторот за внатрешни работи Тетово со апел до возачите максимално да ги почитуваат сите сообраќајни знаци, правила и прописи, непосредно да придонесат во напорите за поголема безбедност на патиштата и улиците, без загинати и повредени лица. Ова дотолку повеќе што во летните месеци значително зголемен е ризикот од несреќи, најчесто како последица од пребрзо возење, непрописно пристигнување или техничка неисправност на возилата. Со прогнозата за времето ги завршуваме регионалните вести. Пријатно!